кругот на шегата всушност станува збор за бодликаво прасе, но голем дел од граѓаните го перцепираат како еш, така да и ние го прифативме како еш. Но и за едното и за другото, и за ежот, и за бодлигавото прасе, заедничко е тоа што јадат змии. Ќе ви раскажам една приказна. Еден човек минувајќи видел дека во разгорен оган се наоѓа змија која почнува да гори. Бркнал со рака во оганот и ја извадил змијата од таму, со јасна цел да ја го спаси животот. Но змијата го каснала. Во моментот кога почувствувал болка, ја испуштил и таа повторно паднала во огнот. Благодарение на стапче, истиот тој човек успеал да ја извади змијата од огнот и да ја го спаси нејзиниот живот. Случаен минувач го прашал: зошто ја спасуваш змијата кога таа те касна и се обиде да те повреди? Човекот му одговорил дека во природата на змијата е да каса, но во природата на човекот е да верува и да спасува. Затоа сметам дека нашите сограѓани години наред веруваа и даваа доверба. Но оние политички змии во нашите или во вашите очи успеа веќе неколку пати да го каснат. Затоа сметам дека е времето во кое ежињата или бодликавите прасиња треба да си ја завршат својата работа.